Зголемен е бројот на деца со проблеми во говорот во последниве години. Говорни проблеми има 28 од 30% од децата, и тоа почнувајќи од најлесните одстапувања кога не може да се изговори буквата Р или Л, до потешки проблеми, предупредуваат логопедите. И во Битола ситуацијата е слична. Од јавната здравствена установа Завод за рехабилитација на слух говори гласот Битола. Велат дека секоја година ги посетуваат училиштата и градинките од Битола и укажуваат на проблемите на кои родителите треба да посветат внимание. За секоја патологија која што е поголема, каде што се работи одредено развојно пореметување, кај деца со аутизам или некоја друга патологија, секогаш логопедот ги замолува на еден начин родителите да не се задржат само во рамките на градинката, него да ја посетат нашата установа, да се направи комплетна диагностика не само од логопедот, него и од психолог и од соматопед. Најчесто се консултираме и со лекари, затоа што ние во нашата установа немаме лекар заради спецификата на дејноста. Се одредува третманот. Третманот кај деца со потешка патологија е 5 пати во седмицата, значи од понеделник до петок, со полесна патологија 2 пати до 3 пати, а децата кои што се со одредена патологија на одреден глас завршуваат во рамките на училиштето или детската градинка. Од Заводот апелираат родителите и во лето да ги носат децата кај логопед. Од септември до јуни, значи генерално ние сме установа, јавна здравствена установа и не сме врзани со календарска година на учениците. Меѓутоа родителите многу често тоа така и го практикуваат затоа што е лето, горешени. Децата кои што се во болница најчесто се од септември до јуни месец, затоа што се деца кои што не се од нашиот град. Деца се од Ресен, Демирхисар, Прилеп, имаме Струга, имаме Демирхисар. Тие се деца кои што ги посетуваат посебните паралелки во основното училиште Ѓорги Сугарев, а рехабилитацијата ја обавуваат во нашиот завод. Минатата година имавме максимум 7 такви пациенти, а дневна болница имаме 25 до 30 пациенти. Јавната здравствена установа Завод за рехабилитација на слух говори глас наредниот период ќе работи секој ден од понеделник до петок, еднократно од 8 часот до 16 часот. Сите родители на кои што логопедот им кажал дека нивното дете има потреба од логопедски вежби, потребно е да го направат тоа, велат од Заводот во Битола.